Добро утро и добро ни дојдовте во новиот квадрат. Расположени, започнуваме со уште една авантура за уредување на вашиот простор и се надевам дека пред ќе внесеме многу позитивна енергија во вашиот дом, а што е нормално и дека ќе ви помогнеме како да го уредите и како да го направите место за вистинско уживање. На кои теми зборуваме денес и во овој квадрат ви откривам само накратко во продолжение. Во новиот квадрат зборуваме за боите. Ви ги откриваме трендовите на 2026 година и ви помагаме да ја уредите вашата бања. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Со новата година секако ни доаѓаат и новите трендови. И веќе почнуваме да ги разгледуваме, а можеби и да ги имплементираме во своите домови. Што ќе биде актуелно и тренди во 2026 година, кога станува збор за уредувањето на интериерите. Ви откриваме во продолжение. Дневната соба во 2026 година не е само прашање на стил, туку и на емоционална состојба. Таа го одразува она што го бараме во животот. Мир, природност, топлина, едноставност. Истакнува дизајнерката на интериер Ивана Коношик. Боите на доцната есен се апсолутен тренд оваа година. Земјени, смирувачки, ненаметливи. Кафена во сите нијанси, боја на песок, глина, мед, зелена што потсетува на лисја во сенка и некои златни детали, како сонцето во собата. Со боите во 2026 година важно е тие да бидат топли, а сепак дискретни, елегантни, а сепак приземни. Заборавете на студените сиви нијанси што владеја до сега. Ако навистина ви се допаѓа, користете ги во минимални количини. Никогаш не ја претворајте дневната соба во приватна чекална на поликлиника. Следни на листата подните облоги, зидовите и таваните. Студени плочки во дневната соба? Секако дека не. Паркетните подни облоги како што се светол дап или темен орев, кои го прават просторот топол и софистициран, а истовремено ги спасуваат стапалата од студен шок? Апсолутно да. Затоа избираме дрвени подови, дозволени се мали неправилности како и тон што варира. Зидовите и таванот не се само позадини, тие придонесуваат за целокупната атмосфера и карактерот на просторот. Повеќе не ги оставаме зидовите бели. Пожелно е да се додаваат тапети, дрвени облоги или декоративни техники кои ќе дадат чувство на уметност во просторот. Бојата во голема мера влијае на расположението. Златната светлина над зидовите со благ пигмент може да ја промени атмосферата во просторијата. Играјте со комбинации. За нас зидот е платно на кое светлината се менува во текот на денот. Мебел со меки линии, геометрија и строги рабови. Благодариме, но сепак не. Софите, масите, огледалата и деталите сега се заоблени, меки, нежни. По години доминирани од строга, минималистичка естетика, конечно преминуваме кон мекост. Не е пожелно мебелот да изгледа како скулптура, туку како покана за одмор. Софата мора да биде мека, заоблена, но првенствено многу удобна. Кога влегувате во таков простор, чувствувате дека енергијата се смирува, без остри агли, без нервоза. Осветлувањето станува емоционална поддршка што ја прилагодуваме на нашето расположение. Топло, слоевито и прилагодливо. Накратко, една светилка или лустар повеќе не е доволна за целосно да се доживее просторот. Можеме да заборавиме на една централна голема светлина. Слоевитото осветлување е она што го прави просторот жив и променлив. Поставете светилки што фрлаат топли кругови светлина над зидовите, свејки на масата, светилки кои фрлаат меки сенки на таванот. Контролирајте го осветлувањето според вашето расположение. Намалете го или зголемете го во зависност од тоа каква е вашата вибрација и како се чувствувате во моментот. А технологија, таа е таму, но не можете да ја видите. Телевизор што исчезнува во зидот, скриени звучници, бежични полначи, паметни системи кои го следат ритамот на денот. Сето ова го олеснува животот, но не го нарушува мирот. Ова е новата дефиниција за луксус, кога просторот изгледа природно и се работи совршено. Кабли, жици, полначи, тоа исчезнува од вид. Ако вашата дневна соба изгледа чиста, без видливи жици, браво, трендовите си ја вршат работата. И еве неколку совети и трикови. Ако не можете да одолеете на сивата боја, пуштите ја во просторот само како гостин, а не како домаќин. Перница тука и таму, рамка за слика, може би тепих, но не сите зидови, не софата и не завесите во ист тон.
Доколку имате постоечки плочки во дневната соба, а не планирате да ги замените, задолжително ставете тепих за пријатна атмосфера. Дали ви се допаѓаат техниките на боење како сунгер, варови, премази или ефекти омбре, препуштете им го тоа на професионалците. И да, заборавете на светките и техниките со светки. Секако неминовно е кога зборуваме за трендовите да ги споменеме и боите. А кога станува збор за боите, една боја е нешто што секогаш не потсеќа на нешто убаво. Розовата. И таа ќе биде тренди, а како да ја внесете во вашиот дом, ви откриваме во продолжение. Секоја боја има свое значење, како и нејзиното влијание врз однесувањето, психата, продуктивноста. Ако ги погледнеме предметите наменети за жени, огромното мнозинство се обоени во розова боја. Розовата боја се создава со мешање на црвени и бели пигменти, носејќи ги со себе карактеристичните црти на црвената и белата, страст и спокојство. Во психологијата на боите, оваа боја е синоним за интровертни ликови кои се грижат за чувствата на другите, но не премногу за нивните мислења. Оние кои избираат розова пред другите бои се чувствителни, грижливи, носталгични, малку наивни во нивните представки на љубовта која е романтична и копнежлива, наместо страстна и агресивна. Што значи црвената боја? Прекомерната потрошувачка изложувањето на оваа боја доведува до пасивност, неподготвеност да преземете било каква акција или конфронтација. Историски гледано, кога се повлекува линијата, забележано е дека тоа е бојата што најсилно ги стимулира емоциите во целиот спектар. Розовата боја има ефект на визуелно зголемување на просторот, но не го прави гломазен. Од тука за љубителите на белата и беж бојата во внатрешноста, светлата нијанса на розова боја е сигурен чекор напред. Таванот во оваа сенка визуелно изгледа повисок, исто како што сината или зелената боја се добар избор во собите свртени кон југ и исток. Розовата и другите топли бои се одличен избор за собите свртени кон запад и север. Неутралните лососови розови тонови се најдобриот избор за соби во кои се одмарате или се релаксирате, како спални, дневни соби. Иако нормално розовата не е прв избор за бања и кујна, керамиката во оваа боја навистина внесува нова доза на софистицираност и елеганција во просторот. Затоа малите и слабо осветлени кујни, ориентирани кон север, се одлична основа за розовите нијанси. Ако не сте сигурни колку розова боја е доволна, користете ја акцентна или во комбинација со постудени тонови. Односот помеѓу сива и розова е елегантен и софистициран, па тоновите се надополнуваат еден со друг, оставајќи впечаток на ниту претерано студен, ниту претерано топол простор. И секако на почетокот на годината сите сакаме да воведуваме новитети кои ќе го подобрат нашиот квалитет на животот. Меѓу другото и да обновуваме нешто во бањата. За да ја направите вистинско уживање каде ќе се релаксирате и опуштате по напорниот работен ден, ви предлагаме како да ја уредите. Уживајте во она што следува. Постојат неколку едноставни начини да ја започнете новата година во нова бања. Ажурирањето на бањата е на списокот со домашни обврски за многумина од нас, но освен ако не е на повидок големо реновирање, тоа генерално останува задача што се одложува со години. За среќа, дури и ако имате ограничен буџет, постојат многу начини да ја освежите вашата бања без да рушите ѕидови или да менувате ормари. Не мора да започнете голема реконструкција, понекогаш најмалите промени се тие што прават најголема разлика. Со вистинските упатства и доза на инспирација, уредувањето на бањата може да стане едноставен и прекрасен процес. Вашиот простор за уживање чека да блесне, токму онака како што ви се допаѓа. Започнете едноставно со промена на бојата на ѕидовите. Во секоја просторија, вклучително и бањата, свеж слој боја е еден од најлесните начини да му дадете нов изглед на просторот. Ако имате мала бања или ако долната половина од ѕидовите се поплочени, можете да бидете сигурни дека нема да ви треба премногу инвестиција. Изберете нијанса што одговара на она што е веќе во просторот, имајќи ги предвид тоновите на дрвото, бојата на плочките и подот. Светлосината нијанса ќе го направи овој дел од домот да се чувствува спокоен, додека бледата боја на праска е романтична и софистицирана. Размислете внимателно за опремата што ја имате во вашата бања.
Додатоците вклучуваат работи како држачи за пешкири, куки за бањарки и држачи за тоалетна хартија. Иако не се толку функционално важни како главните елементи, овие компоненти сепак нудат одличен дизајнерски потенцијал. Кога замената на тоалетите и ормарите не е можна, менувањето на инсталациите е економична идеја за ажурирање на бањата. Менувањето на инсталациите во вашата бања е како додавање облека. Тоа е завршниот допир што може да го подобри целиот изглед. И додека сме на тема менување на опремата, зошто да не ја промените главата за туш? Стилски туш не само што може да ја направи бањата помодерна, туку може и да го подобри целото искуство при користењето на бањата. Плюс новата глава за туш со низок проток може да ја намали количината на вода што ја користите, заштедувајќи ви пари на сметките за комунални услуги. Наградете се и со нова завеса за туш. Простирка и подни простирки. Завесата зафаќа многу визуелен простор во бањата, па затоа замената на овој детај може да биде најлесната идеја за ажурирање на вашата бања. Шарена завеса може да ја промени палетата на бои во собата, додека белата го прави просторот да изгледа чист и уреден. Ако со години ги имате истите прстени за завесата, размислете и за нивна замена. И за да воведете амбиентално осветлување во бањата без да ги замените инсталациите, размислете за инсталирање на прекинувач за затемнување на светлина. На тој начин можете да ја прилагодите осветленоста според потребата. Намалете ги светлата кога се релаксирате во кадата или осветлете го просторот колку што можете додека се подготвувате за работа на ауто. Во бањата имаме два вида осветлување. Општо кое обезбедува светлина во целата просторија и друго кое се наоѓа во просторијата со огледалото, кое ги олеснува задачите како што се бричење или нанесување на шминка. Во однос на првиот, можете да инсталирате неколку прилагодливи рефлектори кои го минимизираат создавањето на сенки, додека за светлина над мијалникот сега можете да користите висечки лампи. И конечно, можеби најважниот дел од брзото реновирање. Обезбедете дополнителен простор за складирање. Создавањето мално елегантен агол во мала бања значително ќе го подобри вашиот простор, без оглед на неговите димензии. Во пространа бања размислете за самостоен шкаф каде што можете да скриете тоалетна хартија, секојдневни додатоци и чисти крп. Едноставна промена како ново огледало може целосно да го обнови изгледот на вашата бања. И најдобро од се, не треба да инвестирате многу пари, па дури ни да ги оштетувате ѕидовите. А има многу опции. Тркалезните огледала се моментално популарни бидејќи обезбедуваат подинамичен изглед. Исто така, во тренд се огледалата со позадинско осветлување, кои создаваат убава атмосфера и додаваат светлина во просторот. Но ако ви треба повеќе простор за складирање, одлучете се за огледало со шкафче. Овие модели имаат простор за складирање на мали предмети за лична хигиена, помагајќи ви да ја исчистите работната површина во бањата. И не грижете се за просторот. Тие обично имаат мала длабочина што им помага да останат незабележани. Исто како што можете да обоите плочки во бања, ако вашите ѕидови се од гипс картон, можете да го направите истото. Изберете боја што е погодна за влажни простории и по можност да може да се пере, за да го продолжите нејзиниот век на траење. Веројатно, овие ѕидови не се ни блиску до просторијата за туширање каде што е најпожелно облогата да биде керамика. Одлична идеја е да ја искористите можноста да ги обоите сите површини, и гипс и ѕидни плочки, и целосно да го обновите изгледот на вашата бања. Ако сте пак од оние кои не се љубители на класиката и сакате нешто ново и весело, тогаш нема сомнение дека треба да внесете боја и во бањата. Тоа може да бидат бојадисани ѕидови или ѕидови покриени со плочки во вашата омилена боја. Доколку тоа ви е сепак премногу, тогаш искористете ги деталите или само делови од бањата. Уште еден наш предлог од сите стилови е да вметнете огледало на некое нестандардно место. Освен што ќе изгледа модерно, може да придонесе и за просторот визуелно да изгледа поголем. Иако се претпоставува дека се ретки оние што можат да кажат дека скандинавскиот стил на уредување на интериери не им се допаѓа, понекогаш и не е лошо да се понуди и нешто поинакво. Така шведското дизајнерско студио No Design Studio го представи проектот Hidden Things на уредување на стан, за кој не се воделе од познатите минималистички принципи.
туку повеќе акцентот е ставен на современиот мебел и мноштвото пастелни бои, кои се особено хит во сезоната која следува. Поконкретно, проектот служел за приуредување на стара канцеларија во луксузен стан. Основните насоки биле познати уште на самиот почеток, а првично просториите биле во зелена, жолта и розова боја. Се работи за стан во зграда од 19. век, кој опфаќа 200 квадратни метри, а клиентите сакале дом кој нема премногу да ја компромитира оригиналната винтидж атмосфера. Палета на светли и лесни пастелни бои се најде над зидовите, рамовите од прозорците, но и во однос на мебелот и целата низа на декоративни детали. Некои соби се намерно направени во една боја, додека во други се преплетуваат неколку тонови. Она што го прави уникатен овој интериер е максималната искористеност на просторот од страна на архитектите, за да се овозможи што повеќе катчиња за чување на облека и предмети, без домот да изгледа пренатрупан и без просторот да изгледа загушен од шкафови. Ако се погледне целиот интериер, тој ужива во светлина и пространост, слободно диша според начинот на кој е дизајниран. Доминира белата боја и светли природни тонови за голем дел од мебелот, а мал контраст на таа светлина внесува големиот росет во темно-сива боја, кој внесува и поотмена нота на целиот простор. Пространата дневна соба во која влегува светлина од широкиот централен прозорец е испланирана заедно со трпезаријата. Трпезаријата е составена од долга дрвена маса со различни столчиња, добивајќи еклектичен изглед. Зидот зад трпезариската маса има интересна инсталација во форма на карта на светот, што му дава интересен елемент на целиот простор. Веднаш од спротива е зидот каде е суптилно поставен телевизор, обкружен со бели интересни полици наредени како скали, каде можат да бидат поставени книги, свеќе или било што друго што сакаат инвеститорите. Исклучително добар архитектонски потек е одлуката покрај зидот и прозорецот да се постави мал простор за релаксација и поглед кон градот, на кој може да се ужива со добра книга или само да се мечтае додека се посматра урбаниот ритам. Во внатрешноста на овие 200 метри квадратни се бара изобилство на креативно размислување кога станува збор за подготвување на изгледот и составот, но и создавање на простор во кој има можност да работат од дома двајца возрастни, како и за учење на најмладиот член. Архитектите започнале со недовршен простор и повторно го дизајнирале како едноставен, модерен дом со високи тавани и отворени падини на покривната конструкција. Со цел да се разубави и нагласи планот за отворениот простор, тимовите користеле суптилна палета на бои составена од белтон и тон од природно дрво. Лизгачките дрвени врати го откриваат детскиот простор и обезбедуваат увид на двете страни од овој интериер. Дополнителни дрвени панели може да се видат низ целиот стан, било во пори од цигари, за чување кеси или за создавање полици. Целиот стан е полн со топла, младешка и весела енергија, правејќи го одлично и живо катче и за одмор и за забави со пријателите, кои преку декорот целосно го гледаат енергичниот, истражувачки и номадски дух на неговите млади сопственици. Апартманот има практична и функционална кујна, исто така со голем број складишни елементи, како и мала бања и тоалет во современ стил. Спалната е релаксирачка, уредена во минималистички стил со кревет, шкафови, интересен лустер и дрвена рамка над креветот, која може исто така да се искористи и за мало декорирање на просторот со висечки растенија. Особено интересен простор е и малата работна соба, во која доминираат геометриски дезени. Во работната соба има креативна црн зид табла, на која може да се запишуваат работни обврски, или пак едноставно да се цртаат декоративни цртежи, кои го освежуваат карактерот на собата. Главниот лустер е во индустријски стил со геометриски изглед и остри линии. Геометриската тема продолжува и над зидот кој изгледа како комплексна мрежа, прекриена со полици во речиси Тетрис шема. Неочекуван момент во целата работна соба
е малото парче природа, односно дел од подот кој е прекриен со бели крупни камчиња, кои внесуваат мала зен доза во просторијата. Многу луѓе ги сакаат просторот и удобноста во своите домови. Просториите треба да бидат исполнети со сончева светлина, каде што сето тоа потсетува на топлината на сезоната, а животната средина промовира целосен одмор. Светла позадина ќе помогне да се создаде пријатен интериер во мирна шема на бои, а пастелните тонови се совршено решение за тоа. Ѕидните облоки се секогаш предмет на влијание од надвор, но денес можете да изберете покриеност кој се разликува според издржливоста. Моделите со отпорност на влага се отпорни и на абење. Тие можат да го издржат и влажното чистење, пошто ѕидовите целосно ги задржуваат привлечноста и изгледот, а соодветната текстура ќе му даде елеганција на самиот интериер. Пастелните бои се хит оваа сезона. Па дали можеби и вие би ги вклопиле во вашиот модерен интериер? А сега ве оставаме да се релаксирате и опуштите во било која од просториите во вашиот дом, затоа што сме сигурни дека се тие уредени онака како што ние заедно низ годините назад научивме да го направиме тоа. Ви благодарам што бевте наши гости и ова неделно претпладне. Ви благодарам што уживавте во изминативе 30 минути со нас. Се гледаме повторно наредната недела. За сега пријатно.